Гостин во овие вести е генералот во пензија Илија Николовски. Господин Николовски, 14 години потоа, по војниот конфликт во 2001, вие тогаш бевте командант на вториот армиски корпус. Распореден бевте некаде во Западна Македонија. Колку овие случувања денеска во Куманово потсеќаат и наликуваат на оно што се случуваше во 2001? Токму така, јас бев командант на вториот армиски корпус и кога почна конфликтот 2001 се наоѓа во Тетово, баш кога се действуваше од Калето. Меѓутоа, пред да одговорам на вашето прашање, прво сакам да изразам моето длабоко сочувство кон повредените полицајци и ако има шпекулација, ако има загинати дали цивилни полицајци и кон нивните семејства. Затоа во ова турбулентно време во Република Македонија е најтешко да бидеш полицаец, затоа што тие, вршејќи си ја својата професионална должност, гинат, а треба да имаме во вид дека и тие имат своји семејства, дека си тие нечии деца. Сега на вашето прашање. Самиот почеток наликува на 2001 година, меѓутоа амбиентот од 2001 година и сега се многу разликува. Обште, ако земеме ситуацијата во 2001 година и сегашната ситуација и амбиентот, не можеме да кажеме дека постојат услови да овој инцидент или конфликт и како сакате да го наречеме дека ќе успее. А зошто мислам дека нема да успее? Затоа што стратешки интерес на албанците и во Република Македонија и на албанците во Косово, па и пошироко е да има мир и стабилност во регионот, да не бидат албанците дежурни кривци за стабилноста, напротив, нивни стратешки интерес да Косово, па и сите други делови да бидат мирни и стабилни, а некои што протежираат овој сон за голема Албанија, тој сон може да се постигне само во Европската Унија. Добро, тогаш кои се овие луѓе? Од МВР соопштија дека тоа се вооружена група која имала за цел да изврши напад врз државни институции и имала логистика од мештаните таму каде што биле стационирани. Кои се овие луѓе и кој им е мотивот? Јас не можам да тврдам, пошто немам доволно информации кои се точно луѓето, меѓутоа можам да овака во разговори со мои пријатели, а денеска вие кога ми се јавивте по телефон, седев баш со мои двајца добри пријатели албанци. Оценка е на многу специјалисти и стручници дека се работи, сега е малце контрадикторно со она што власта кажува, дека се работи за платеници. Во оваа тешка економска криза во регионот, ако некој може како платеник да оди во Авганистан, во Сирија и во други земји, многу полесно ќе ми биде да дојде во Република Македонија да действува и за некоја пара да действуваат и потоа да се повлечат. Меѓутоа, не знам кој е организаторот и кој ја контролира оваа криза, меѓутоа имам чувство дека организаторот некои работи не ги предвидел и дека работите му истекнале од контрола и затоа организаторот ги повикувам во оваа прилика да преземат одредени мерки и активности да ова не ескалира. Не сакам ни да помислам дека некој ја провалил полициската акција, меѓутоа према бројот на жртвите кои се најавуваат, имам чувство и со многу голема внимателност сакам да го изразам моето жалење дека некои полицајците, овакви стручности и специјалисти ги изложил како живо месо. Затоа многу се жртви према она што кажуваат. Добро, видовме што видовме, се уште се спекулира со бројот на повредени, не дај Боже загинати. Што понатаму? Гледате ли некој мирен излез од оваа ситуација во која што сме сега? Јас во оваа ситуација прво сакам да ги повикам сите етнички заедници во Република Македонија, иако реков никој пат поголема сплотеност нема, особено во Кумановскиот регион, имам и некои информации, телефонирав пред да дојдам кај пријатели, дека нема никаков меѓуетнички раздор, напротив, поголема меѓуетничка сплотеност нема, меѓутоа ги повикувам сите етнички заедници во Република Македонија да не дозволат да
кризата ескалира. Исто така сакам да ги повикам сите политички партии во Република Македонија да преземат одредени мерки и активности да не дозволат да дојде до некои поголеми судири. И овие најавувања за тој македонски феномен контра затоа што имаме контра протести, контра пленуми и така натаму, исто да такви контрапротести не се преземат и не се организират. Ако некој сака да организира, што е демократско право, има место, време, али на друго место, а не на исто место. Значи сите треба да преземат одредени мерки. И истовремено, мислам дека министерката за внатрешни работи треба да се појави, па и премиерот веќе е време да се појават со званични информации, затоа што македонската јавност и во регионот очекуваат званични информации. Не можете да добиете информации колку има повредени, дали има мртви, а веќе слушам шпекулации од странски новинари, наидувајќи наваму се шпекулира и околу мотивите кои тоа го организира.